Civil Медија. Ќе се обидам на некој начин да представам и тоа што го работев и самиот, го работев и како дел од посветената екипа на Цивил, екипа која навистина ја посакувам на секоја држава да ја има на своето чело. Меѓутоа не може секој да си го дозволи луксузот на Цивил, нели? Јас би сакал во телеграфска форма да поминам на неколку точки за кои се надевам дека ќе имаме можност да разговараме, да дебатираме, да се допишуваме и да полемизираме во текот на оваа година, а сето тоа со цел да ја подобриме демократската атмосфера во Република Северна Македонија, да ја подобриме воопшто состојбата на оваа земја во која гледаме дека многу исти нешта се уште исти. Но најнапред да почнеме со заслужените пофалби и на оние што беа најистурени во тој процес и на оние што им помагаа, се разбира и на целото општество, барем прогресивниот дел на тоа општество, кое се придружи кон еден силен историски процес, еден процес во кој предничеа македонскиот и грчкиот премиер и со тоа надминаа еден многу сериозен, многу комплициран, колку што комплициран, толку и апсурден конфликт меѓу две земји, соседни земји, и на тој начин навистина ја заслужија номинацијата за Нобелова награда за мир. За разлика од други добитници на Нобеловата награда за мир во минатото, мислам дека овие двајца сепак, доколку ја добијат таа награда, и ќе ја заслужат. Меѓутоа, се вратиме малку дома. Дома има малку причини за радување, малку причини за честитање. Сепак имавме еден интересен, нов начин на избирање на Државната комисија за спречување на корупцијата. Дојдовме до некои модалитети кои беа предвидени и во Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, во кои беа предвидени различни комисии и сето тоа, но да ми простите, некаде тука би застанал со комплиментите, бидејќи се уште сметам дека Законот за спречување на корупцијата има сериозни недостатоци. Самиот процес на избор е нов, интересен, ветува до некаде и објективен суд, односно избор, но се разбира маестралните би рекол манипулатори можеа, ако воопшто и не успеале до сега да влезат и во тој процес, но за таквото нешто останува време да видиме веќе во наредните неколку недели дали таквото нешто го направиле. Во секој случај на Државната комисија за спречување на корупцијата би сакал да им посакам, како и на генералниот секретаријат на оваа институција, би сакал да им посакам многу успеси во наредниот период, знам, свесен сум дека имаат многу работа. Имаат многу повеќе работа отколку што би можеле да замислат и во најлошите сништа. Но се разбира, јас сум приврзаник на идејата дека во борбата против корупцијата треба да се вклучат што е можно повеќе ентитети, што е можно повеќе индивидуи, групи, организации и така натаму. Се разбира, ќе се согласам тука со изјавата, односно излагањето на професорката Најчевска на конференцијата за општество ослободено од корупцијата, дека најодговорни за тоа сепак се институциите. Значи, очекуваме од институциите да се справат со корупцијата, поинаку од она што го правеа до сега, до овој момент и веројатно поинаку од она што ќе продолжат да го прават. А тоа е, нашите институции се крајно корумпирани.
Тие институции не се измислени битија, тие се составени од луѓе. Значи, многу корумпирани луѓе, многу корумпирано се однесуваат во институциите и во елитите во оваа земја. Како и да е, би сакал да забележам дека во Македонија со доаѓањето на новата власт се промовира еден концепт на едно општество за сите. Тоа е еден концепт кој е навистина нов за Балканот, концепт кој може Македонија да ја излече сосема на врвот во регионот, па дури и многу пошироко, да ја претвори во лидер, што ќе понуди нов, современ, модерен, ефикасен, добар модел за тоа како едно општество треба и може да функционира, бидејќи навистина и може, но, за жал, капацитетите на оние што ги спроведуваат овие концепти или се повикани да ги спроведуваат овие концепти, слушнавме и дека и самите граѓанки и граѓани треба да бидат дел од таквиот концепт. Еден убав пример и од говорникот предходно Алити, еден убав пример, неколку убави, еден рафален настапи на колегата Дехран, а и предходно. Ние во моментов имаме концепт за едно општество за сите етнички заедници. Или може би уште подобро, имаме еден концепт на едно општество за сите етнопартиски групации кои се разбира своите националистички концепти ги уновчуваат, односно ги пласираат во јавниот дискурс за да добијат моќ и пари. И пари и моќ. И тоа е една ситуација во која не можеме да ја прифатиме таквата инертност и на институциите кои концептот само декларативно го промовираат, а потоа се враќа назад кон старите практики. На крајот на криштата, другарки и другари, концептот едно општество за сите го видовме во живот, како функционира во деновите кога траеше шарената револуција, предходно на протестирам, на стоп за полициската бруталност и на низа други протести и сите облици на незадоволство и револт против режимот на Груевски, кој заслужено слушнавме дека само во една прилика беше наречен фашистички. Ние не можеме да прифатиме понатаму да имаме концепти кои не враќаат назад во првата соба каде што се планираат, а веќе претходно да сме имале одлични искуства во врска со тоа. Како и да е, видовме неколку убави примери за тоа дека може да се направи нешто и во еден толку тежок, комплициран, еден разорен систем како што е системот на социјалната правда, системот каде што се регулира и трудот и така натаму. Видовме една, за мене, особено важна работа, видовме еден сериозен напор и успеси во доменот на деинституционализацијата на специфични установи каде што државата се грижи, под наводници дебели, за лицата со посебни потреби, за лицата со попреченост и така натаму. Видовме добри чекори таму, видовме добри мерки, видовме дека тоа навистина и може да се случи. И се разбира тоа нас сите во Цивил не потсети на нешто што пред 20 години ние го промовиравме уште во 2000-та година во нашите напори да работиме со установата и со корисниците, односно тие што беа згрижени таму во специјалниот завод Демир Капија. Значи, тоа се повеќе или помалку добри примери за подобрување на меѓународната положба,
добри примери за надминување на спорови, добри примери за тоа дека можеме да стиснеме зъби и да направиме институција каква што е ДКСК со сите предизвици пред нас, добри примери во практиката на Министерството за труд и социјална политика, можеме уште неколку сигурно да наброиме. И на локално ниво можеме да видиме добри примери кај еден, двајца, неколкумина градоначалници на локално ниво. Но сето тоа, извинете, ама не потсеќа дека секој добар пример покажува дека значи се можело, а не се прави. И во таа смисла сметам дека национализмот навистина е во подем, но се користи најподмолно, најнечовечки, како алатка за пари и моќ, како алатка да се стекне што е можно подобра позиција во преговорите со оној што ја води власта на локално или на централно ниво. И ништо друго. Не се вистински патриоти тие што промовираат национализам, омраза, гасни комори, сатари и така натаму и така натаму. Не. Знаеме, ги имаме сите аргументи да го тврдиме тоа, дека тоа се само луѓе кои сакаат повеќе моќ и повеќе пари. Корупцијата во Република Северна Македонија има такви корени во општеството пуштено, што тешко може да се справиме со неизе, особено затоа што очигледно е дека оние што се на власт немаат доволно решителност да надминат еден таков систем кој беше претходно воспоставен уште во 90-тите, продолжи и во 2000-тите и еве го тука. Нема решителност да се збрише од лицето на земјата еден корумпиран систем, туку само се презема и се прават козметички измени. Тоа е суровата реалност која нам ни дава простор да се сомневаме дека сите тие негативни трендови и процеси кои ги гледаме во општеството, дека се всушност намерно или толерирани, па дури и генерирани во центрите на моќ, како што е и национализмот, како што е корупцијата и така натаму. Како што е политичката корупција, како што е подкупот на гласачите, како што, нели, да бидеме актуелни, и низа други проблеми. Но најмногу од се, тоа се состојби кои овозможуваат да владее еден систем во кој луѓето умираат бавно или брзо, но умираат благодарение или како последица на лошиот систем кој го владеат луѓе кои не се компетентни или кои се корумпирани. Со ова мислам на здравството, во кое имаме речиси секојдневно некое дете да умре, имаме образование во кое генерираме луѓе, млади луѓе, кои или ќе си заминат ако се малку поспособни, многу брзо, и како што слушнав неодамна во еден разговор неврзан, дека нема кој да има да не погребе во еден момент, или се функционално неписмени и се податливи на манипулациите и на пропагандата на оние што сакаат само многу повеќе пари и многу повеќе моќ од тоа што го имаат. Правдата ја баравме со трите букви на устните, со месеци. Се шараше Скопје 2014, кое сега е само исчистено и е се уште таму, освен пар козметички потези, вклучувајќи оградата на владата, и видовме многу различни видови амнестија. Нешто што непријатно го доживеавме сите во изминатиот период. И се разбира, тука би сакал да се пофалам дека со различни луѓе со кои во минатото сум ги вкрстувал копијата на аргументите, чувствувам како да има известни приближувања
и за време на паузата кратко разговарав и со Кржаловски од МЦМС, кој во разговорот ми кажа дека според него треба да се отпуштат 50, 60, 70 илјади административци. Јас реков, па да, тоа јас го напишав пред некој ден во колумната, која, ете, пропуштил да ја пишува, навистина многу често пишувам, изгледа. И сметам дека администрацијата навистина е многу голем и сериозен проблем на оваа земја. И ако некој сака да покаже решителност, навистина треба да ја преполови. 50, 60, 70 илјади луѓе треба да заминат од нашиот грб, бидејќи се навистина премногу за да издржиме. Тие треба да си заминат, а владата да биде креативна и да одвои средства за социјални програми, за нивно преквалификување, за субвенционирање на нивните нови бизниси, дел од нив да ги пензионира и така натаму и така натаму. Ова е можеби поголем проблем отколку се друго што кажав, бидејќи ако вака се релаксира земјата, ќе имаме отсуство на партиски војски кои ќе мораат да гласаат за одредена партија. А корупцијата, неправдите и сите проблеми на една земја, на едно општество, започнуваат и завршуваат со изборните процеси, какви што ние имаме навистина премногу. За 2019 година очекувам дека ќе имаме можеби уште еден изборен процес, бидејќи ако пропадне претседателскиот изборен процес, ќе се соочиме со уште еден таков после 6 месеци, а тоа ќе биде период во кој политичките лидери малку зацкриени зад параваните на успехот со НАТО, успехот со почетокот на преговорите со Европската Унија и така натаму, нема да му одолеат на предизвикот да направат уште една изборна циркусијада и така можно е да имаме двојни избори пред крајот на годината. Доколку не се случи промена во трендовите за кои изборувавме сите ние денеска овде. Исто така, за оваа година не очекувам, за жал, подобрување ниту на сликата која се однесува на корупцијата, на коруптивното владење и на скандалите кои, за жал, ги гледаме речи секој ден. И не очекувам дека концептот едно општество за сите ќе заживее, туку ќе остане да живее едно општество за сите етнички заедници, за сите политички партии, за сите партиски солатески. Не очекувам дека почетокот на изградбата на новиот модерен клинички центар ќе значи подобрување на здравствената слика на оваа нација, што и да се подразбира под тој термин. И не очекувам дека некој ќе седне и ќе ги ревидира оние глупави учебници од кои учат нашите деца секој ден. Очекувам сепак едно цврсто јадро од граѓански активистки и активисти, од борци за човекови права и слободи, кои ќе продолжат со гласноста и ќе бараат сериозни промени во општеството, во однесувањето на политичките елити, а најмногу ќе бараат дисциплинирање и приближување кон тоа што подразбира нормална политичка партија, а не булумента од луѓе кои гледаат политичка и финансиска корист во секого од нас. Благодарам многу. Civil Media